Екстремно високите температури и долготрајната суша, кои драстично ги намалија изворите на вода и водотеците, летово предизвика прекини во водоснабдувањето во повисоките зони на Виница. Сувите чешми особено ги погодија повратниците од странство на кои водата им беше потребна за уредување на дворните места и за извршување на секојдневните потреби. Меѓутоа, во услови кога намалувањето на дотокот на вода урива децениски рекорди, одговорните во јавното предпријатие Солидарност практично се немоќни за комплетно решавање на проблемот. Моменталната потрошувачка на вода од филтер станицата се движи некаде околу 37-38 литри во секунда. Во попладневните часови се зголемува потрошувачката на вода, па така и дотокот на вода во Градечка река го зголемуваме ние и ги ја прочистуваме водата се со цел нашите граѓани да не осетат недостаток на вода. Претходно имавме проблеми со недостаток на вода за пиење. Од река Градечка доаѓаше рекордно ниска количина на вода, од која на моменти дури спаѓаше испод 20 литри во секунда. Значи тоа е незапаметено од самото постоење на филтер станицата, која што функционира од 1991 година. Пред 7-8 години се сеќавам дека имаше намалени количини кои изнесуваа до 29 литри во секунда, па можете да замислите сега имаме до 19 литри во секунда количини од река Градечка. Состојбите во екстремно сушни периоди може да ги санира третиот бунар кај Дончево кладенче, за која е потребна инвестиција со цел да се активира. За да ги задоволиме дневните потреби на населението, ние во изминатиот месец постојано беа вклучени двата бунари кои што ни служат како резерва. Едниот во близина на село Екимово и другиот во близина на така наречениот Кршаджиски мост. За комплетно задоволување на потребите имаме планирана една инвестиција. Тоа е оспособување на третиот бунар, резервен бунар, Дончево кладенче, кој што се наоѓа во близина на индустријската зона или улица 2008 во Виница. Се надеваме дека во наредниот период ќе го оспособиме и него, ако не за оваа сезона, тогаш за наредната сезона да ни послужи како дополнителни количини за вода, резервни, со кои што се надевам дека Виница нема да има никакви проблеми. Меѓутоа, доколку сака долгорочно и квалитетно да го реши прашањето со редовно водоснабдување, општина Виница кога тогаш ќе мора да ја гради акумулацијата на Градечка река, која ќе обезбедува доволни резерви вода во критичните летни периоди. Секако дека едно од решенијата е и изградбата на браната речени на Оризарска река, која со капацитет од 20 милиони кубици вода ќе може да го реши водоснабдувањето во Кочанско-Виничкиот регион.